Државата со највисоки почести го причека папата Франциск во председателската вила на Водно, откаде во својот говор тој земјата ја нарече пример за мирен соживот и мост на истокот и западот. Високиот гостин од Ватикан истакна дека овие карактеристики се исто така од огромно значење за интеграцијата со европските народи. Обраќајќи им се на многобројните официјални представници на државата, на дипломатскиот кор и цивилниот сектор, тој рече дека мешавината на култури и етнички и религиозни идентитети довеле до мирен и траен соживот и апелираше земјата да продолжи на тој пат. Овој аспект ве прават пример на кој што треба да се угледаме за мирен соживот во меѓусебен реципроцитет. Овие посебни карактеристики во исто време се од голема важност на патот кон што побрза интеграција со европските земји. Поглаварот на католичката црква Франциск, кој пристигна со 30 члена делегација од Ватикан во председателската палата, го поздравија гардата на армијата и воениот оркестар со интонирање на химната на двете земји. Тој на крајот се заблагодари на топлиот пречек со зборовите: Бог да ја чува и да ја благослови Северна Македонија, да ја зачува хармонија и да ја даде просперитет и радост. Председател Ѓорѓе Иванов во обраќањето ги повика граѓаните на помирување и простување и пораче дека присуството на папата може да помогне, како што рече, во духовната обнова на земјата. Тој државата ја нарекуваше со името Република Македонија, зборувајќи за актуелната политичка ситуација, рече дека папата доаѓа во време кога македонското општество е длабоко поделено, а државата е тешко раната поради прекршени ветувања, изневерени очекувања и разнишена доверба во меѓународната заедница. Затоа, символично, како македонец замолев да дојдете во Македонија и да ни помогнете во духовната обнова на нашата татковина. Во земјава има 1% католици, а најпознато лице од нашата земја е хуманистката скопјанката Мајка Тереза, која е прогласена за светица. Тоа беше уште еден мотив за посетата на високиот гостин од Ватикан, кој изрази задоволство дека во незиното родно место ќе ја одаде почит. Папата исто така го истакна и напорот што го направи државата во прифаќањето на мигрантите од Блискиот исток за време на бегалската криза. Авионот на папат из утрината слета на аеродромот во главниот град, каде го пречекаа неговиот домаќин председателот Иванов и премиерот Зоран Заев. Посетата е проследена за засилени мерки на безбедност, а освен градот, својот лик из утрината го резервуваше и председателската палата на Водно. По посетата на председателската вила, папата Франциск со автомобилот се упати кон плоштадот во центарот на градот, каде според најавите на мисата ќе го поздрават 15.000 граѓани кои дојдоа да го видат одблиску.